Започнуваат вестите на Канал 8. Поради топлото време и високите температури, зголемен бројот на прегледи на итната медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом. Зголемен е и бројот на лица кои побарале помош поради труење со храна. Лекарите апелираат на предпазливост. Бесплатните превентивни прегледи на екипите од здравствениот дом продолжуваат. За време на високите дневни температури, зголемен е бројот на лица кои бараат помош во здравствениот дом во Кочани на итната медицинска помош, информира доктор Иван Спанчевски, директор на здравствен дом Кочани. Тој додава дека зголемениот број на прегледи секако се должи на топлото време и е вообичаен во овој период од годината, но додава дека зголемен е и бројот на лица кои побарале помош од труење со храна. Затоа посебно апелира да се почитуваат препораките за заштита од труење со храна, добро измивање на овошјето и зеленчукот пред употреба, како и внимателно со термички обработената храна. Доктор Спанчевски додава дека и понатаму продолжуваат бесплатните превентивни прегледи што екипи на здравствениот дом од Кочани ги вршат врз граѓаните за време на топлиот бран. На пункт кај летната сцена на Центарот за култура, лекарите им мерат крвен притисок на граѓаните, како и шеќер во крвта, и им даваат совети за справување со високите температури. Дневно се вршат од 7 до 22 прегледи, а пунктот е поставен од 18:30 до 21:30 часот навечер. Од извршените анализи на резултатите од здравствените прегледи, лекарите констатираат отстапувања по однос на маснотии и гликемија во крв, како и покачен крвен притисок, и истите ги упатуваа на дополнителни контроли за своето здравје. Освен прегледите, лекарите делеа и брошури и совети за справување со високите температури и општи препораки за грижа за здравјето во услови на топлотен бран. Изградбата на детската градинка во населбата Оризари се уште е актуелно прашање што жителите очекуваат да се реши. Неодамна ресорниот министер вети дека објектот ќе се доврши, без да прецизира кога точно тоа ќе се реализира. Поминаа точно 2 години од почетните најави дека Оризари ќе добие современ објект за згрижување на децата од предучилишна возраст, а од тогаш досега градинката се уште се гради. Во моментов се наоѓа во фаза на карабина, односно извршено е само мало реновирање на ѕидовите и дел од просториите во склоп на зградата на Домот на културата, што порано се користеа за угостителска и други дејности. Градежните работи по долг период се прекинати поради тоа што изведувачот не ги исполнил договорените обврски, па Министерството за труд и социјална политика како инвеститор го раскина договорот. Оризарци привремено ги носат своите најмлади во адаптирани простории во истиот објект, но бараат конечно градинката да биде завршена, а просторот во околината да се уреди. Треба да се направи градинка, треба да се убаво дотера, да се направи, да се има тука портички, да се направат ово, да се дотера тука, да се биде, да се затвориш и направи се. И тога ќе има повеќе деца ќе пушат. Нема да го пушти од Кочани да иде, ќе го пушти тука дето. Градежните работи на градинката во Оризари официјално започнаа во април 2013. Според планот, таа треба да обезбеди капацитет за околу 50 деца во 2 простории. Вкупната површина на објектот е околу 250 метри квадратни, плюс подрумски дел од околу 50 метри квадратни. Неодамна, при пуштањето на ист таков објект во Облешево, чија изградба започна многу подоцна, министерот Спасов призна оти се доцни со рокот за оризарската градинка, но ветиот и градењето наскоро ќе продолжи. Имаше мал застој на градежните активности во Оризари Кочанско, меѓутоа во тек е избор на нов изведувач и очекувам веќе од есен да почне и набрзо да заврши изградбата на тој објект. Реализацијата на објектот за згрижување и воспитување на најмладите од Оризари е дел од владиниот проект за изградба на 14 детски градинки во руралните подрачја во државата. Освен Оризари, досега со истиот проект градинки добија жителите на Истибања и уште 12 населени места во државата, за што од државниот буџет беа обезбедени 58 милиони денари. Изнесувањето на сметот од трговските објекти во Градовци не се реализира според преземените обврски. Наместо еднаш неделно, тоа се прави на 2 недели, што им создава проблеми на трговците со натрупаниот смет. Нередовност во исполнувањето на обврските за изнесување на сметот во Градовци имаат надлежните служби во комуналното предпријатие Водовод. Посебно во топлите летни денови, кога тоа е најпотребно, не се почитува договореното за почесто собирање на сметот. Ваквата обврска
Особено се однесува кај трговските објекти, кај кои се јавуваат најмногу проблеми поради известниот пораст на прометот со присуството во родниот крај на лицата што работат во странство. Со тоа, наместо да се избегнат опасностите од распаѓање на исфрлените органски и други материи и да им се олесни трговците да ја извршуваат својата дејност, тие се соочуваат и со можни казни од санитарната инспекција. Поради ваквата состојба, на една од последните седници на Советот на општината беше упатено и подсетување на надлежните во комуналното претпријатие да ги исполнуваат своите обврски. По договорот е еднаш во 2 недели да се изнесува, меѓутоа кај продавниците тие си плаќаат поголема сметка и договорот е да се изнесува еднаш во неделата, меѓутоа водовод не се придржува кон тоа, така да и кај нив се изнесува еднаш во 2 недели, се собира огромни количества смет пред продавниците и справи проблем. И луѓето реагираат затоа што си плаќаат поголеми сметки и должен водовод да се извршува својата обврска. Од општинската администрација рекоа дека не се запознаени од и водовод презел обврска за почесто исфрлање на отпадот од предтрговските објекти. Сепак беше дадена поддршка на иницијативата на советничката Донева, советување дека ќе се оствари контакт со комуналците, за да се побара да го реализираат барањето на градовјани. Волонтерите од Општинскиот Црвен крст од Кучани ќе присуствуваат на 4-дневен камп кај Куманово. При тоа за нив и нивните колеги ќе се спроведе теоретска и практична обука за спасување. Општинската организација на Црвен крст од Куманово од 6 до 9 август во селото Кокино организира камп за своите и волонтерите од Ниш, Кочани и Крива Паланка. Темата на кампот е подготвеност и одговор при катастрофи, а ќе присуствуваат вкупно 35 волонтери. Предавањата ќе ги држат претходно обучени волонтери од клубот на млади при Црвениот крст на Македонија. При тоа ќе се реализира теоретски дел и практичен дел со вежба. Кампот представува еден вид награда за волонтерите за нивната досегашна активност и мотивација така да продолжат и во иднина. Кампот што го организира Црвениот крст од Куманово е традиционален и секоја година е со различна тема. 490 студенти на економскиот во Кучани и 90 на машинскиот во Виница може да се запишат во новата студиска 2015-2016 година. Согласно објавениот конкурс за упис, и двата факултети нудат уписи во државна квота со кофинансирање, како и воредни студенти. Уписите започнуваат на 12 август. На 12, 13 и 14 август се уписите на идните студенти на факултетите во Македонија. Завршените средношколци размислуваат каде ќе го продолжат високото образование и на кој факултет ќе му ја дадат својата доверба во иднина. Согласно излезениот конкурс за запишување студенти на прв циклус универзитетски академски и стручни студии на студиските програми на Универзитетот Гоце Делчев Штип во учебната 2015-2016 година на економскиот факултет во Кочани може да се запишат вкупно 490 студенти, распоредени во различни студиски програми и насоки. На насоката финансиски менеджмент има место за вкупно 100 студенти, од кои за редовни студенти во државна квота може да се запишат 60, редовни со кофинансирање 20 и воредни студенти исто 20. На меѓународна економија место има за 40 студенти, од кои 20 во државна квота и по 10 со кофинансирање и воредни. Во насоката менеджмент и предприемништво има место за вкупно 70 студенти, од кои 40 во државна, 10 со кофинансирање и 20 воредни. На насоката сметководство, финансии и ревизија може да бидат примени вкупно 100 студенти, од кои 60 во државна и по 20 со кофинансирање и воредни. На насоката банкарство, финансии и осигурување има место за вкупно 110 студенти, од кои 60 во државна квота, 20 со кофинансирање и 30 воредни. За маркетинг се вкупно 70, од кои 40 во државна квота, 20 со кофинансирање и 10 воредни. Освен на економскиот во Кучани, идните студенти може да размислуваат и за упис на машинскиот факултет, односно на единствената насока во Кучани производно машинство, во која согласно објавениот конкурс има место за 50 студенти, од кои 30 во државна и по 10 со кофинансирање и воредни. Во Виница на машинскиот факултет има две насоки: производно машинство и транспорт, организација и логистика, на кои може да бидат примени по 40 студенти, од кои по 20 во државна квота и по 10 со кофинансирање и воредни.
Студентите на овие студиски програми по свое барање може да добијат диплома за завршени 3-годишни студии, а можат и да продолжат со студирање на еден од наведените модули. Студентите запишани на овие студиски програми во 5-ти семестар имаат можност да се определат за еден од модулите. Од Економскиот факултет во Кочани истакнуваат дека се подготвени за прием на нови студенти за учебната 2015-2016 година и подсетуваат дека право на запишување на прв циклус универзитетски и стручни студии имаат кандидати со завршено 4-годишно средно образование, кандидати со завршена државна матура, кандидати кои завршиле во претходните години пред учебната 2007-2008 година и не полагале државна, односно училишна матура. Фолклорниот ансамбл Китка ќе биде македонски представник на детскиот фестивал Златна рибка во Романија. Станува збор за реномиран фестивал на кој настапуваат земји од Азија, Африка и Европа. Фолклорниот ансамбл Китка заминува на уште една значајна меѓународна културна манифестација, овој пат на светскиот детски фестивал Златна рибка 2015 во градот Тулча, Романија. Како што изјави раководителот и уметнички директор Стојко Митковски, пред детскиот фолклорен ансамбл Китка и Стибања е уште една културна мисија да ја презентираат Македонија на светско ниво. Фестивалот ќе се одржи во периодот помеѓу 6 и 13 август. Покрај Македонија, чиј представник е токму Китка, ќе настапат уште неколку десетици ансамбли од Азија, Африка и Европа. Во 1992 година, врз основа на идејата на доктор Стефан Коман, кореограф и координатор на децата во културно-уметничкото друштво Дорулетул, Палатата на деца и ученици од Тулчеа, овој град крај Дунав, ги собира гласниците на фолклорот од целиот свет. Со вклучување во организацијата на студентскиот клуб Тулчеа и Министерството за образование и финансиски дадената поддршка од страна на голем број спонзори, првиот фестивал покажа голем успех. Од тој момент на фестивалот, уметничките носи и атрактивната парада на улиците стана негов заштитен знак. Во 1995 година, меѓународниот фестивал Златна рибка е вклучен во годишниот календар, објавен од страна на Меѓународниот совет за фолклорни фестивали, дел од УНЕСКО. Следува спортската информација. Започнаа подготовките за новата сезона во фудбалските првенства. Осогово, првиот надпревар во рамки на третата регионална лига, ќе го игра на 30, додека Брегалница в понеделник. Осогово ќе започне новата сезона во третата лига Исток на 30 август. Прв противник на кочанските жолто-сини ќе биде екипата на Овчеполе. Третата фудбалска лига Исток во наредната сезона ќе ја сочинуваат 12 екипи. Слога 934, Беласица, Работник, Каменица Саса, Баби, Здравје Радово, Академија Пандев, Брегалница, Голак, Плачковица и Карвинци. Котизацијата за една полусезона изнесува 80.000 денари и треба да се уплати до 25 август. Оваа година кочанската фудбалска публика ќе има ретка можност да следи двојна програма, затоа што Штипска Брегалница надпреварите како домакин во сезоната 2015-2016 ќе ги игра во Кочани. Викендот што предстои започнуваат надпреварите во првата македонска фудбалска лига. 3 дуели од првото коло се играат в недела: Шкендија Младост Царев двор, Металург Силекс и Хоризонт Турново Ренова. А последниот надпревар помеѓу Брегалница и Работнички ќе се одигра в понеделник поради настапот на Работнички во Лига Европа.
Толку во овие вести ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на канал8.mk. Довидување.